Цените на основните животни артикли се пред големо искушение, по најавите дека тие може драстично да бидат зголемени. Станува збор за покачување и до 50%, кои драматично ќе го разнишат животниот стандард. Се почестите навраќања на оваа тема, за граѓаните веќе е големо предупредување дека работите по стандардот на добро нема да одат. Економската вознемиреност во случајов се чини дека е оправдана, а Организацијата на потрошувачи на Македонија денес реагираше превентивно и побара замрзнување на цените на основните животни артикли. Може така лесно да се избегнат и да се сопрат цените, порастот на цените, кога ќе почне светската спирала да се одмотува, нели? И затоа е нашиот апел до бизнис заедницата, до владата, да се погрижат за ограничување на цените, барем на основните прехранбени производи. Тоа се маслото за јадење, лебот, брашното, млекото, шеќерот, солта и така натаму, да не набројувам, кај кој што се осетно се види дека се покачуваат цените. Колку надлежните ќе го земат предвид апелот на оваа организација е неизвестно, но за сега барем утешни се изјавите на премиерот Заев и министрите Бектеши и Битики, кои категорично отфрлаат ценовни шокови. Но до сега реалноста била поинаква, па од тука кај граѓаните и скепсата дека до нова година со цените се ќе биде постаро. У храна, у струја, прехранбени индустрии се. Огромни цени за нашиот стандард нула. Још како? Богато и то. На што? На се. Ки качат, ама не толку, како што збора дека е 50%. Качели со 90% цените. Веќе? 9, готово. Аха, натаму покачува и Уште ќе оде. Доколку цените тргнат во непосекуваниот правец, социјалната слика уште повеќе ќе се влоши, бидејќи според пресметките за пристојно живење за еден месец, недоволни се 2 минимални плати. Предстои сезона во која секогаш семејствата имаат големи трошоци, пред се поради греењето, но и обезбедување на намирници за зимата. Дали сите ќе успеат во тоа, сега е уште понеизвестно.